за секоја невистина, испратена во медиумите, за секоја брутална лага кажана за мене или навреда, упатена кон мене. Знаев дека моите родители, мајка и татко, кои веќе се во подминати години, воземирено ја доживуваат, иако окрија тоа од мене, знам и за непроспените ноќи поради невистините раскажани за мене. За секој навредлив епитет кој ми го дава, напиша на порталите, седеше лицето на мојот син Јован, кој ознемирено, читајки и не можејќи да разбере омразата и стурена врз мене, ми вели: тато, дали вреди се тоа? Зошто животот ни се смени и зошто толку навреди врз тебе? И ова не го кажувам за да покажам некаква славост, затоа што сосема свесно се нафатив на оваа моја улога. Но сакам само да потенцирам и за фактот дека секогаш, кога се дава некакво обвинување, треба да се внимава на вистината, на можноста да повредите нечие семејство, син или керка. И фактот дека не сме ова битка да се сведе на крволочна арена и секој збор мора да биде одмерен и прецизен. Јас тогаш за прв пат станав вистински свесен дека морам да се борам и за луѓето кои веруваат во мене во сите овие бури и премрежа. И дека мојата жртва за продолжување понатаму со борбата е беззначајна во однос на нивните жртви и верба во мене. И не смеам да ги разочарам. Затоа решив да се борам, а кој, ако не ние, и кога, ако не сега. Дојде резултатот на локалните избори, кои беа своевиден референдум, фуриозна и историска победа на ВМРО-ДПМН и на која било политичка партија од позиција на опозиција, на било кои локални избори во независна Македонија. Победа каде настапи обединето ВМРО-ДПМН, 42 општини плюс градот Скопје и коалиција уште во неколку други. Значат обврска и наш залог да работиме уште попосветено и понапорно.